30 години постоење и активна работа денес одбележа Сдруженијето Вешта жена на свечената манифестација која се одржа во ресторан Арена во Тетово. Присутните имаа можност најпрво да ги разгледаат трпезите на надпреварувачките, а воедно и да гласаат за едно од нив. Атмосферата за одбележување на јубилеот истовремено и изборот за Вешта жена во повеќе категории и Вешта жена Гран При за 2022 година беше збогатена со богата музичка програма. Председателката на Сдруженијето Вешта жена, Снежана Жана Стојановска, во изјава коментира од какво значење е овој јубилеј. Денешниот ден прославуваме јубилеј 30 години од постоење на Вешта жена. Главната содржина за овие 30 години е една огромна борба за жените да дојдат на пиедесталот каде што заслужуваат. Успеавме, почнувајќи од Тетово, 1992 година со група жени да почнеме една приказна за која и нашето очекување не беше толку големо како што денеска се потврдува на овие средби од сите овие градови дека жената го ужива авторитетот до таму додека самата ќе успее да се избори. Значи, за да се дојде до 30 години постоење, тоа е една голема борба, меѓутоа во позитивен смисол. Жените остануваат на пиедесталот без разлика дали некој им ги признава или не. Резултатите се овие. Квалитетни жени, семејства огромни, со огромна љубов меѓусебна и таа љубов споделена во салата. Тоа е токму Македонија во мало. За победничка во категоријата Вешта жена Гран При беше избрана Петра Атанасовска од Скопје. Присуствував на манифестацијата 30 годишнина од постоење на Вешта жена. Сум многу среќна и оваа година учествувам во категорија за сребрен медал прва година, значи Гран При, и сум пресреќна што го освоив повторно првото место. 2018 година го освоив бронзениот медал и бе прогласена исто за републичка Вешта жена на Гран При. Сдруженијето Вешта жена покрај општинските и републичките надпревари по кулинарство и многобројните хуманитарни акции кои ги спроведува е синоним и за дружба и долгогодишни пријателства.